Иван, ми сметаш, Почитувани, вака, ние се собравме тука, иако еве јас како пратеник од Бошњачката заедница од Сдруженијето АВАС во Собранието во Македонија и не само значи како пратеник, и како здружение ние не сакавме да го правиме, да кажеме, еден мирен протест со цел да не се разбере дека ние правиме притисок врз некого или врз судот. Меѓутоа, навистина, значи, од постојано, значи, само иницијативно група граѓани, претежно бошњаци, значи, сакаа да излезат и на некој начин ова се случува од прилика, да не кажам, за многу краток период. Затоа голема благодарност за сите. Ова поддршка за сејат се однесува... Слобода за сејат! 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 Поддршкава е, значи, сите ние сме свесни дека со ова се прави селективна правда. Ова е удар и врз Бошњачката заедница, ова е удар и врз медиумите, но гледам тука и голем исто така пријатели на бошњаците кои што се директно засегнати со начинот на кој што функционират. Можете сите, нека види македонската јавност, значи дека буквално ова ќе прерасне и во социјален проблем. Значи тоа се илјадници вработени луѓе, илјадници семејства и ние не смееме ова да го дозволиме. Значи не сме ние ни против истрага. Се слушнавме обвиненијата на некој начин, тие се дури и смешни. Нека продолжи истрагата, јас верувам во институциите, верувам дека апелациониот суд ќе има, значи, слух за и мислам ќе го почитува словото на законот и ќе донесе одлука со која што ќе го ослободи од притвор господинот Сејат Кочан, кој што понатаму најнормално, значи, ви благодарам, значи, ете и што дојдовте и вие медиумите, но мора да се слушне и гласот на народот, и гласот на бошњаците, мора да сме свесни сите, не сум јас помалку вреден ако ми има помалку во оваа држава. Значи, вредностите се нешто друго. Така да, уште еднаш, значи, од лично име, од името на бошњаците, од Сдруженијето АВАС, од сите оние граѓани кои гледаат, значи, живот во оваа држава, значи, економски напредок, да апелациониот суд, значи, внимателно да ги разгледа сите аргументи и да донесе исправна одлука, а единствена исправна одлука во овој случај е слобода за господинот Кочан.